Големата тркалезна писцина се наоѓа во средината на просторијата. Писцината имала ограда од опека, која била издигната повеќе од 60 сантиметри од дното на крстилницата, а била украсена со плочи од шкрилци и шарен мермер. 4 скали воделе од врвот на оградата до дното на писцината, а на оградата се наоѓале и 6 мали мазни светлообоени столбови кои го носеле балдахинот. Писцината вода добивала низ оловна цевка која била сместена во плиток канал. Подот на крстилницата бил украсен со мозаик, а бордурите од непрекинати спирали оделе долж зидовите околу писцината и меѓу 4 главни полиња. На секој од полињата представени се барски птици собрани околу елени или пауни, кои ја гаснат жетта од кантаросите од кои се прелива вода. Малата просторија јужно од крстилницата имала место кое можело да се користи како резервар и канал за чување на света вода или некоја друга течност. Во слојот мека земја се пронајдени повеќе од 100 парички од средината на 4 до средината на 5 век. Неизбежно се наметнува заклучокот дека овие парички се фрлени во близина на каналот за добра среќа. Пред да биде уништена, крстилницата некое време, колку и да е кратко, била напуштена. Криптата била ограбена, а мозаикот пресечен само за да биде извадена оловната цевка за вода, од која при ископувањето се пронајдени неколку парчиња. Се претпоставува дека крстилницата и базиликата биле уништени или од земјотрес или од пожар кој што бил подметнат од освојувачите. Таа никогаш повторно не била обновена. Најкасни парички, пронајдени во слојот на рушевини, потекнуваат од 3-та четвртина на 6 век. Раѓањето како и смртта можат многу да ни кажат за животот на граѓаните на Стоби. Во римскиот период мртвите се кремираат. Еве овде имаме и реконструкција на еден таков гроб. Кремирањето се вршело во некоја зграда која се уште не е пронајдена, а пепелот на покојникот бил предаван на ужалената родбина во глинен ќуп. Но смртта и тогаш чинела, па оние жители на Стоби кои не можеле да си дозволат да бидат спалени во специјалната зграда наменета за тоа, биле спалувани во самиот гроб. Постоел обичај прво дупката да се очисти со оган, а потем да се положи пепелта во неа. После погребот многу не се тагувало, туку веднаш се тражел друг животен сопатник. После бунтот на евреите, Рим одлучил да ги расели од провинцијата Јудеја низ целото царство. Тие исто така пристигнали во Стоби, донесувајќи ги со себе своите обичаи и вера. Евреите своите мртви ги закопувале в земја аналогно на обичајот, односно верувањето дека душата не умира, туку само телото. По прифаќањето на христијанството и некои други народи почнале своите мртви да ги сохрануваат. Пронајдени се исто така и саркофази кои сведочат за тоа дека некои источни народи имале своји представници во Стоби. Прилично богата еврејска заедница постоела во Стоби уште во 3 век, кога Полихармос, таткото на синагогата, го изградил еврејскиот храм, речиси во самото средиште на градот. На самиот почеток на следниот век, синагогата е обновена пораскошна и побогата. Имало направен нов под од мозаик со геометриски шари, а ѕидовите на главната просторија биле покриени со фрески.
Синагогата е уништена кон крајот на 4 век, а на нејзините остатоци е изградена христијанска базилика. Оваа базилика била изградена кон крајот на 4 или почетокот на 5 век, а реконструирана е најмалку уште еднаш кон крајот на 5 век. Најсигурно после готските ограбувања на градот од 479 година. Во големата резиденција, јужно од синагога базиликата, се влегувало непосредно од базиликата во горниот кат на резиденцијата. Зад влезното предсобје, широките скали воделе во еден ходник кој свртувал десно помеѓу една правоаголна одаја и јужната страна на дворот со колонади. Големиот базен за вода со колонади и нишија зафаќа западната страна на дворот, додека во близината на југоисточниот агол се наоѓа бунар. Подот на големата апсидна сала во која се влегувало низ источната колонада, украсен е со мозаик од многу живописни мотиви за разлика од мозаикот на ходниците. Тоа се барски птици, елени, лисје и геометриски орнаменти. Концепцијата и техниката на мозаикот е иста како и кај мозаикот на крстилницата во епископската базилика, па се верува дека се изработени од еден ист мајстор
Нартексот и страничните кораби на базиликата делумно биле прекриени со фрески, меѓу кои има ликови на светци и слики од животни. Повеќето фрагменти денес се чуваат во Народниот музеј во Белград. Исто така се пронајдени и дзидни мозаици со позлатени коцки од стакло. За да се направат вакви прекрасни дела, сигурно во градот имало школи на уметници, сликари и мозаичари. Домус Фулоника е името на група меѓусебно поврзани згради чија архитектонска историја траела речиси 6 века. Тога се градело, се живеело, се рушело, па повторно се градело, се живеело, се произведувало, се тргувало, па повторно се рушело и така натаму. Сукцесивните резиденции, како и малите дуќани, се изградени врз урнатини на стари згради. Градителите ги користеле остатоците, а имало и случаи кога едноставно го зарамнувале земјиштето и граделе се одново. Името на овој објект одговара на една фаза на малото двориште, во кое се пронајдени големи количества на пурпурни школки кои служеле за боење на платното. А исто така пронајдена и една мала ковачница, како и повеќе мали простории кои најверојатно биле дуќани. Еден од најстарите порцелани е пронајден во Стоби. Граѓаните на Стоби ја знаеле тајната на правење на порцелан, само што не знаеле како да направат бел порцелан. Исто така развиено било и производството на стакло. Во секој случај, Стоби бил важен трговски центар во кој се вливала роба од многу патишта. Токму ова богатство било привлечно за старите освојувачи. Пети век бил катастрофален за овој град. Стоби во 472 година успеал да се спаси од уништување со тоа што ја отворил портата на Теодомир, крал на Остроготите.
Građaните sigurno platile golema suma na pari i rezervana hrana na Ostrogodskата vojska koja tobe se ustremila kon Konstantinopolis. Во 479 година Стоби имал полоша среќа. Бил уништен од Теодорих, син и наследник на Теодомир. Теодорих бил платеник на римјаните, но кога тие не му јадале годишната плата за да ја исплати војската, тој почнал да пустоши низ провинциите низ кои поминувал. И само што се закрепнал од големиот грабеж, Стоби доживува уште поголема катастрофа. Големиот земјотрес 518 година. Стоби никогаш повеќе не ја достигнал својата претходна благосостојба. Во 70-тите години од 6-тиот век граѓаните го напуштаат градот во страф од црната чума која тогаш харала низ источното царство. Стоби сепак морал некако да се одржи до словенските наезди. Меѓутоа, големиот покрет настанат со словенското доаѓање на Балканот, Стоби сигурно не го преживеал. Сигурно се знае дека во средниот век тој никаде не се споменува.